Меѓународниот ден на мајчиниот јазик е ден кој се одбележува за зачувувањето на јазикот на кој зборува еден народ и една нација во сите земји во светот. Прогласен е на 30-та седница на УНЕСКО во 1999 година, при што беше донесена одлука да се востанува овој ден и во иднина да се празнува во светот. Повод е затоа што на 21 февруари се одржани драматични протести за бенгалскиот јазик. Во 2000 година овој датум е промовиран како ден на лингвистичката и културна разновидност и повеќејазичност на народите. Според статистички податоци во последните 3 века има изумирање или драматично намалување на јазиците, особено на американскиот и австралискиот континент. Во светот денеска се зборуваат околу 6500 јазици, а на околу половина им се заканува исчезнување во многу делови од светот. По тој повод, вчера во библиотеката Феткин во Кавадаци се одржа перформанс на ученици од основното општинско училиште Тодор Читефов и менторот Марија Трајкова, професорка по македонски јазик во училиште. Прекрасна изведба на извадоци од мисли од делата на Крсте Петков Мисирков и Блаже Коневски, двајцата македонски преродбеници и основоположници на македонскиот мајчин јазик, на кој денеска почива македонскиот јазик и граматика. Од А до Ш, на секоја буква, можете едноставно и силно впечатливо, кавадаречките основци се потрудија да не доближат, да не подсетат колку е вреден, богат и важен нашиот јазик на нашата нација и постоење. Присутните на вчерашниот попладневен перформанс, посветен на Светскиот ден на мајчиниот јазик, ги поздрави и директорката на библиотеката Весна Гркова. Јас прво сакам да се заблагодарам на вработените од градската библиотека Феткин, со кои имаме одлична соработка. Наши ученици се членови на оваа библиотека и заеднички денеска да го прославиме Светскиот ден на мајчиниот јазик. Учениците знаат дека не е само нивниот мајчин јазик, нели секоја нација си има свој мајчин јазик, наш е македонскиот. Нашата азбука има 31 буква и ние токму преку тие 31 буква го презентираме мајчиниот јазик, тоест историјата, развојот на македонскиот јазик низ вековите, впрочем ќе го слушнете тоа и од нашите ученици. Се трудите во училиштето да го предадете македонскиот јазик така како што треба, мајчиниот јазик да допре до секој. Меѓутоа, за жал имаме мноштво на увозни зборови кои овие млади, овие генерации сега ги зборуваат, па дури изразите и написите на фирмите ни се на странски јазик и така натаму. Дали тоа битно му смета на нашиот македонски јазик? Па вака да ви кажам, во правописот на македонскиот јазик имаме зборови кои што се прифатени, има зборови кои што треба да се отфрлат и ние посветуваме, односно не само јас, туку и другите наставници по македонски јазик посветуваме внимание за таквите зборови. Им посочуваме на учениците да ги селектираат таквите зборови, значи да го негуваат македонскиот литературен или стандарден јазик. Значи и вие и учениците до 9-то одделение имате голема улога, голема задача да го зачувате, да го научите добро македонскиот јазик, бидејќи во наредните фази на школување многу важен. Да, и тоа го правиме токму и преку часовите. Еве конкретно сакам да ви кажам на часовите по македонски јазик, значи мора да се зборува македонски литературно. Инаку сакам уште нешто да додадам, покрај тоа што ќе го видите, нели, тој перформанс и историјата на македонскиот јазик, ќе слушнете и лични творби од наши ученици, околу 5-6, и една песна за родниот јазик од македонскиот поет Видое Подгорец, како и цитати од големиот теоретичар и реформатор на македонскиот јазик Крсте Петков Мисирков. Македонскиот јазик е сроден со сите други словенски јазици и заедно со нив спаѓа во семејството на словенските јазици. Сите словенски јазици потекнуваат од прасловенскиот јазик. Тој влегува во јужнословенската група, македонската варијанта се појавила во 12-тиот век. Родниот јазик. Родниот јазик е бисерен гердан, од зборови, плодови сочни. Мислите тие ни ги редат во слики, јасни и точни. Тој е вруток непресушен, вечен, низ бистри капки, зборови тече. Жубори, клокоти, звони, се лее, кој јасна звезда, секој збор грее. Тој ни е завет од дедовците,
како тланикот на огништето. Чувај го како црнка во очите, без јазик си никој и ништо. Видо е Подгорец. Јазик. Јазикот е книга од зборови разни, од кои се составаат приказни и сказни. Вредноста негова е голема, како небото мирно, но и поголема од езерото ширно. Развојот на современиот македонски јазик го поврзуваме со три фази. Прва фаза од почетокот на 19 век до крајот на Балканските војни. Втора фаза од крајот на Балканските војни до крајот на Втората светска војна. Трета фаза од крајот на Втората светска војна до денес. Во првата половина на 19 век се појавиле првите македонски писатели Јоаким Крчовски и Кирил Пејчиновиќ, кои своите книги ги напишале и отпечатале на македонски народен јазик. Македонските писатели и учебникари од втората половина на 19 век започнале да го користат македонскиот народен јазик. Големиот теоретичар и реформатор на македонскиот јазик Крсте Петков Мисирков преку својата книга за македонските работи го разгледува прашањето за македонскиот литературен јазик. Книгата за македонските работи е објавена во Софија 1903 година. Мечениот јазик. Мечениот јазик е подпора наша. Секому овозможува комуникација важна. И дења и ноќе, секогаш е со нас. Се радува и пее со сиот глас. Сонцето е над нас и милно ни се смее и ни траќа зрак кој што не грее. А јазикот ко ветре околу нас се вее. И сите ги радува и со нив патува. Драгите предци наши, големи маки мачеме, за овој ден денешен ние да славиме, во нивна чест да наздравиме и за мечениот јазик да прославиме. Книгата за македонските работи е составена од 5 статии, од кои најважна е последната. Неколку зборови за македонскиот литературен јазик. Јазикот е средство со кое ние познаваме што мислат, што осеќаат и што сакат нашиот собеседник. Во јазикот се имаат одделени гласовни знакови или зборови за сите мисли, осеќања и сакања на еден човек. Затоа јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство, во кое се калупуваат отпечатани во гласовни знакови или зборови. Сите народни мисли, осеќања и сакања со кои имаат живено и живеат еден народ и кои се предаваат као нешто свето од едно поколение на друго. Крсте Петков Мисирков. За мечениот јазик. Македонскиот јазик се носи во душа. Секој нека знае и слуша. Нашите прадедовци гинеле во крвав бој, за ние да имаме мајчин јазик свој. Јас имам јазик свој и го чувам како животот мој. И македонци, гордо кренете глава, ние имаме јазик за почит и слава. Јазик. Јазикот наш може да биде и ваш. Само треба литературно да зборувате и да го негувате, але се не верувајте. Буква по буква, збор по збор, реченица по реченица, јазик настанал и на македонците мајчин јазик постанал. Да се откаже човек од својот народен јазик, значи да се откаже тој и од народниот дух.
Секој народен јазик имат своја историја и своји современи варијации или дијалекти, поддијалекти. Своја историја и варијации имат и нашиот јазик. По таа историја може да се изучи како сегашните варијации се добија од постари и последните од еден општ македонски јазик, а тој од една јужнословенска група. Крсте Петков Мисирков. Јазикот на еден народ е негово духовно богатство и наследство. Кажете гласот, што имаме чуено сред гласовите од нашите татковци и мајки. Гласовите и зборовите нивниот народен јазик. Крсте Петков Мисирков. Милоста кон народниот јазик е наш долг и наше право. Во периодот меѓу двете светски војни се зацврстува употребата на македонскиот народен јазик преку поезијата и драмата. Македонската азбука е усвоена на 5 мај 1945 година од Народната влада во Македонија. Македонскиот правопис е озаконет на 7 јуни 1945 година. Македонскиот литературен јазик е признат за службен јазик на 2 август 1944 година во првото заседание на АСНОМ во манастирот Прворчински. Во основата на македонскиот литературен јазик влегуваат централните говори, белешки, битолски, прилипски и охридски. Македонскиот правопис се заснова на фонетскиот принцип. Во македонскиот литературен јазик е изразена неговата народна основа и речникот збогатен со зборови на сите наши дијалекти. Македонскиот јазик. Бисер сјаен, од сонце позлатен. Луѓето го користат во секоја прилика. Македонски јазик, тој се вика. Тој свети како звезда. Јазикот е најголемото богатство. Затоа да го чуваме и негуваме. Родниот јазик е убавина. Тој е создаден од прадедовци наши. Хармонија него силно го краси. Го знам и зборувам во земјата моја и твоја. Еј, наша прекрасна Македонија. Македонскиот Блаже Конески има значаен предонес во кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Нашиот литературен јазик е уште една победена предон, ке рече Блаже Конески. Блаже Конески има значаен придонес во денесувањето на македонскиот правопис. Македонскиот јазик е бескрајно вреден. Без него ти немаш гордост. Без него ти си тугинец беден. Македонскиот јазик на вистина треба да биде македонски. Честит ден на мајчиниот јазик! Многу ви благодариме, бевте прекрасни, секојче за кратко време подготвивте многу убав перформанс за македонскиот јазик, ви благодариме уште еднаш.